Конечно ред и контрола во редовите на полицијата. МВР и секторот за внатрешна контрола по доаѓањето на министерот Тошковски ги стегнале неодговорните полициски службеници кои не си ја вршат својата работа или ја злоупотребуваат значката, покажува статистиката. Последнава година дена има двојно, па и тројно повеќе дисциплински постапки против полицајците, за разлика од периодот кога кормилото на МВР го водеше екс-министерот Оливер Спасовски. За само 7 месеци оваа година 3 пати повеќе полицајци се нашле пред дисциплинска, односно поведени се 433 постапки против 104 полицајци, а лани имало 673 постапки против 90 службеници. За разлика од последниве 18 месеци во 2018 па се до 2023 на годишно ниво има само неколку десетици полицајци кои што одговарале пред комисија. Ланската година покренати се 673 дисциплински постапки против 90 полициски службеници. Во 2025 заклучно со 31 јули, односно за 7 месеци, покренати се 433 постапки против 104 службеници. Последно, суспендиран е началникот на Демирхисар поради неговото однесување при претресот на директорката на тамошната гимназија. Во последен период, дисциплински постапки за службениците на МВР се отвараат без разлика кој од каде доаѓа и на која партија припаѓа. Јавност исто така ги памети казните на полицајците за пропуштањето на садбарската делегација на спикерот Африм Гаши, како и на обезбедувачот на првиот парламентарец, поради инцидентот со косовската председателка Вјоса Османи на Скопскиот аеродром. И покрај овие бројки резултати на внатрешната контрола на МВР, опозицијата постојано бара оставка и разрешување на министерот Тошковски, обвинувајќи го дека не работи законски и ги штити началниците поставени во негово време.